Сведоци сме на нагла временска промена, каде температурите достигнуваат близу 40 степени. Докторите препорачуваат граѓаните да се чуваат од овој топлотен бран, бидејќи може да нанесе опасни последици по здравјето, посебно за повозрастните кои имаат проблеми со притисокот и срцето. Истите вакви температури да ги поминуваат под дебелите сенки, а на удар од горештините се и децата. По однос на дечињата нормално дека тие сакат да се играт, меѓутоа тука родителите треба многу да внимават, значи исто да не се излагат децата, посебно меѓу 10, 11 и 4-5 часот попладне, значи кога и индексот на зрачење, УВ зрачењето, висината на температурите се поголеми, за дечињата да не добијат топлотен удар, односно и да не дехидрираат. Во летните периоди, кога температурите се високи, клима апаратите во домаќинствата и компаниите се потреба, но се поставува прашањето колку всушност се и опасни за здравјето кај луѓето. Сепак, посебно во колите и во домашните услови, се користат климите, значи, на жалост, нужно зло, што би се рекло, бидејќи загреано тело и ладен воздух не е многу добро и за синусите и за плуќата. Да не биде, например, надворе 35, а ние сме наштелувале климата на 18 или 19, него дека биде некаде 22-24 степени, за да биде помала таа разлика во температурниот диапазон, што се лошо одразува на здравјето. Се почести се и барањата за помош на телефон до матичните ординации од страна на пациентите, бидејќи чувствуваат потешкоти околу срцето, дишењето и најмногу е зголемена фреквенцијата од оваа категорија на пациенти. Но овие тропски горештини и од автомото друштвото со апел до граѓаните кои заминуваат на одмор. Скоро секогаш препораката е да се патува во раните утренски часови и во подоцнежните часови кога температурата е драстично помала и условите за возење се многу подобри. Се обраќа повеќе внимание на клима уредите. Исто така тука е порастот на оваа услуга во сервисот, каде што најчесто нашите клиенти доаѓаат и бараат да биде да им се интервенира на клима уредите.